На ринг веќе е колешката Елизабета, иако добро гледам од позадината Елизабета, негде сте во кисла вода околу шампионче, ако не се лажам. Добро утро. Така е, денеска се вклучуваме од кисела вода. Денеска на линк со нас е Наташа Деспутовска-Димитриевска, председател на Асоциацијата за детски диабетес, и ви ќе претпоставувате во следните 10 минути ова ќе биде денешната тема. Добро утро, Наташа, и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Како што споменав, детскиот диабетес, меѓутоа се вкупно и диабетесот општо ќе биде темата која ќе ја истретираме во следните 10 минути. Би споменала дека има во Македонија навистина голем број диабетичари, можеби оваа популација е најбројна помеѓу оние со хронични болести. Имате ли никакви информации околу бројките? Да, значи според информација од Интернационалната диабетес федерација во Македонија скоро 13% од популацијата боледува од диабетес и живее со оваа состојба. За жал, ние се уште немаме официјален регистар на лица со диабетес, меѓутоа некаде помеѓу 120-140 илјада лица живеат со диабетес во Македонија, од кои што 42.000 се на редовна инсулинска терапија. Ја споменавте инсулинската терапија, токму во таа насока би сакала да го продолжиме разговорот. Се појавија голем број информации и коментари по социјалните мрежи најмногу дека има недостаток на инсулинска терапија. Дали е ова точно? Имате ли и вие ваков проблем? Значи веќе извесен период од неколку месеци наназад се соочуваме со недостиг на инсулин, односно повремено во инсулинските аптеки одредени видови на инсулини не се достапни за лицата и пациентите со тип 1 и со тип 2 диабетеса, кои што се на инсулинска терапија, која што е задолжителна, значи кај инсулинската терапија не се дозволува, значи прекинување на терапијата, особено кај лицата со тип 1 диабетес, каде што тие немаат собствен инсулин, односно за да јадат и за да се хранат мора да примат инсулин. Значи декември месец е месецот во кој што на вистина имаше многу голем недостаток во сите инсулински аптеки низ Македонија на одредени видови на инсулини. Конкретно може да кажам, еве минатата недела, значи во редовниот термин околу 15 кога одам да си ја подигнам инсулинската терапија за моето дете, се соочив со недостаток од инсулинот кој моето дете го прима, значи Новорапид, например, во Вијали, иако имаше недостаток и на други видови на инсулини низ државата. Значи во една ваква состојба на пандемија, каде што постојано, значи се апелира хронично болните лица особено да се чуваат и да се заштитуваат, е недозволиво тие по неколку пати да се навраќаат во инсулинските аптеки, особено онаму каде што ротираат лицата кои што се болни од коронавирус, каде што се тестираат, значи да се враќаат по неколку пати за да си ја бараат својата терапија. Како се снаоѓате? И ве велите дека имало недостаток конкретно и за вашата терапија, дали има никаква солидарност, еве да речам, помеѓу диабетичарите, на кој начин го решавате проблемот? Значи лицата со диабетес од секогаш биле познати по таа солидарност, значи самата состојба и животот кој што не научил да живееме со оваа подмолна болест, значи не ни дозволува никој од нас да остане без терапија. Значи терапија си разменувавме веќе 2 недели, значи од оние резерви кои што ни се наоѓаат во фрижидер, меѓутоа пак од друга страна е недозволива да останеме без резерва, пенкало, патрон во значи дома да немаме резерви. Од друга страна, значи не можеме да утврдиме зошто на вистина нема инсулин. Како што знаете, значи јавната набавка на инсулин во моментов се спрема за наредните 2 години. Значи ние не можеме да знаеме, од една страна ни вела дека е до дистрибуција, од друга страна дека поради новата јавна набавка веќе количините од минатата се трошат. Меѓутоа тука треба да има, значи здравствени власти кои што треба, значи да си ја испланираат, односно тие количини прецизно да ги испланираат за наредните 2 години за да не доаѓа до вакви состојби. Во текот на вчерашниот ден дознавме и за ситуација која што за среќа не заврши фатално, во која што момче од Битола беше спасено од сигурна смрт поради земање на непроверен лек против шикерна болест. Станува збор за лекот Sugar Norm. Дали сте запознаени со овој лек? Дали можеби и други диабетичари го користат? Затоа што од она што успеав да го дознам, овој лек воопшто и не се продава легално.
Да, Сугар Норм, значи веќе неколку години веројатно прават неверојатен бизнис кај нас, го продаваат значи по социјални мрежи. Значи тоа е компанија на која што и ние самите пробавме да влеземе во трак, за жал неуспешно. Реагираше и ендокринологија, значи клиниката за ендокринологија. Значи Сугар Норм не е лек. Сугар Норм е маркетиншки трик, односно све за пари, за работка. Значи особено треба, значи апелирам до лицата кои што се на инсулинска терапија да не седнуваат на вакви маркетиншки трикови, затоа што онаму каде што докторот, интернистот, ендокринологот одредил инсулинска терапија, значи инсулинската терапија не може да ја замени ништо, особено не вакви лекови кои што не се ни регистрирани кај нас. Значи ние и апелиравме и до МВР, апелиравме и до Агенцијата за лекови да се провери овој лек. Дознавме дека лекот не е регистриран кај нас, меѓутоа неговата продажба значи не престанува. Упорно се продава, се рекламираат по социјалните мрежи. Еве ќе искористам оваа можност уште еднаш да апелирам значи до државата да си превземе мерки за да не доаѓа до вакви случаи како што вчера што се случи, значи каде што младо момче можеше да го изгуби својот живот ради овој лек. Би сакала никаде пред крајот на разговорот еве да споменеме и како живеат диабетичарите во време на пандемија. Го споменавме недостатокот на инсулин, меѓутоа тие се први на удар нели кога станува збор за категории на граѓани кои што се најмногу засегнати од пандемијата. На кој начин функционираат? Значи, како што кажав на почетокот, ние за жал сме најголемата група на хронично болни во Македонија. Значи, се држиме до препораките, внимаваме, меѓутоа пак уште еднаш ќе кажам, значи за токму ради тие препораки, значи да не се дозволи во иднина да нема инсулинска терапија, луѓето кога ќе појдат, особено по старите лица кои што се на инсулинска терапија, да не мора по неколку пати да се навраќаат во инсулинските аптеки по своите месечни потреби за инсулин. Не би знал друго, мислам тоа е тоа. Има ли најава само уште еве ова последно дека наскоро ќе се реши проблемот со инсулинот? Значи вчера се пишуваше повторно по социјалните мрежи дека има недостаток на инсулин, конкретно од Битола се јавија две, значи една девојка која е на инсулинска терапија и една мајка на детенце кои што својата терапија не ја нашла во инсулинската аптека во Битола. Јас се обидов, значи, телефонски да добијам во Јане Сандански за да прашам. Минатата недела немаше до петокот, меѓутоа денес се надевам дека конечно ќе си го земам инсулинот кој што е за моето дете. Наташа, ви благодарам за денешното вклучување. Се надевам дека конечно ќе се решат овие проблеми, дека навистина нема да стравувате ниту вие, ниту било кој друг, дека ќе го добие лекот кој што еве би рекла навистина значи живот за болните од диабетес. Ви благодарам за вклучувањето во утренски брифинг. Ви благодарам и на вас. Студио